Почитувани, оваа власт е подготвена на се само да си ги зачува удобната фотелја и привилегиите. Оваа власт, предводена од СДСМ и ДУИ, може да обстои само во хаос, безредие и беззаконие. Единствено што најдобро знаат да го прават е да наоѓаат изговори за својата неспособност и да ја дефокусираат јавноста, создавајќи нови национални проблеми. Целата македонска јавност знае дека Македонија поминува низ многу тежок период. Сите знаат дека Македонија е во тешка општествена, финансиска, енергетска, институционална и национална криза, а единствените виновници за оваа состојба се токму СДСМ и ДУИ. И токму заради ова, граѓаните ја пратија својата порака и ги казнија политиките на владата на Заев, декласирајќи ги на последните локални избори. На тој ден СДСМ и ДУИ го изгубија легитимитетот, а од поодамна и кредибилитетот во владењето. Од тука, СДСМ и ДУИ не смеат и немаат никакво право и легитимитет да го киднапираат и да го држат во заложништво и македонскиот народ, злоупотребувајќи го спорот со Бугарија, за кој како парламент и држава на ден 29 јули 2021 година изгласавме резолуција поднесена од страна на ВМРО, ДПМН и коалицијата, а прифатена едногласно од сите, со која се поставија нашите црвени линии во преговорите. Се останато што се обидуваат да го направат надвор од рамките на оваа резолуција е само груба манипулација, дефокусирање и очаен обид за спас на оваа власт на сметка на државата и граѓаните. Имено, наметнувањето на тезата дека СДСМ и ДУИ се прогресивната про-ЕУ сила е само лош изговор за пазарења, повторно на штета на државата и народот, кој веќе ја развласти и делегитимира оваа власт. Држењето на власта по секоја цена нема да им помогне, бидејќи и во СДСМ и во ДУИ знаат дека ќе следува одговорност за сета корупција и криминално однесување. Почитувани, на сите ни е јасно дека не постои никаква безбедносна криза по прашањето за спорот со Бугарија. Единствената криза постои само во владата на СДСМ и ДУИ, колабирана од неспособност, неодговорност и корупција. Груби и владата ја втурнуваат Македонија во вештачка криза со издигнување на спорот со Бугарија на ниво на безбедносно прашање. Спорот со Бугарија не е безбедносно прашање, ниту пак спор од безбедносен карактер. Овој обид на груби и на власта да градат на оваа теза преговори е поразителен за државата. Македонија е земја членка на НАТО и со ова сите наши безбедносни прашања се затворени. Во рамки на границите на Република Македонија има Министерство за внатрешни работи кое ја чува или треба да ја чува нашата безбедност. Токму корупцијата, неспособноста и распадот на системот е единствената причина што сега власта повторно се обидува да го подели и да си поигра со чувствата на народот на национално суштинско прашање. Тоа е последната сламка за спас за која што очајно оваа власт се обидува да се фати, бидејќи знае дека повеќе нема назад. Господо од власта, пораката од граѓаните ви е пратена на локалните избори. Ако сте работеле честно, нели нема од што да се плашите. Решението е брзо и ефикасно, тоа се избори. Што побрзо, тоа подобро. Не за вас, туку за граѓаните. Послушајте ги барем овој пат и конечно охрабрете се. Ви благодарам, дали имаме прашања? Сакам да ве прашам, има ли ВМРО ДПМН стратегија за делување сега во следниот период, освен барањето за предвременни избори, со оглед дека алтернатива е веќе на чекор до влез во владата? Така, значи ВМРО ДПМН ги искажа своите ставови по однос на очајните обиди, би рекла, на, ако може да се нарече се уште актуелна власт, да ја задржи власта.
Нашите ставови беа јасни, токму заради тоа нели имавме поднесено барање за гласање доверба на владата, сите бевме сведоци како тој ден заврши, со каква демократија, со какви манипулации и сега ете сме на чекор, токму алтернатива, да видиме конечно дали ќе влезе во оваа влада, од која што претходно излезе, за која што повторно постои една контрадикторност, би рекла, бидејќи токму од алтернатива имаше еден министер во оваа влада, за кој што нели антикорупцијска токму месецов испрати документи до јавното обвинителство за истиот да се гони поради злоупотреба на буџетски средства, што тоа би требало да значи. Така да што и да се случува, ВМРО ДПМН е тука, подготвена, нас ни предстои партијски редовен конгрес на кој што и тука ќе се зацртаат идните насоки, стратегии, доктрини на партијата, а за сето она што ќе се случува во парламентот со владата, доколку успее да остане на овие стаклени нозе, ќе бидеме секако тука од страна на опозицијска партија, партија во парламентот и ќе се бориме со факти и аргументи. Имавте ли координација кај собранискиот спикер Талат Џафери, имајќи предвид дека пратенички прашања беа одложени, дека има проблем во свикувањето на седница, бидејќи се уште нема никој договорено мнозинство, што договоривте, како ќе работи парламентот? Вие рековте дека буџетот нема да го блокирате, меѓутоа дали тоа значи дека ќе седите и за гласање на дневен ред на седницата која што веќе е закажана? Координацијата со Талат Џафери е во тек, на неа присуства нашиот координатор Никола Мицевски. Се надам дека последниот ќе има некој официјално соопштение што се однесува до буџетот. Амандманската расправа е во тек, на која што учествуваме, се бориме за добар дел од нашите амандмани да бидат прифатени и на таа тема би можела слободно да кажам дека постои злоупотреба, веќе уште во првиот ден имаше злоупотреба на еден амандман што се однесуваше за формирање на интервентен фонд во земјоделието, кој што сака пратениците од, не знам дали можам да ги наречам од власта, да го присвојат за нивен, бидејќи да имаат тие таква добра намера, има наназад 5 или еве, како што тие сакаат да кажат 4 полни години да го реализираат токму на наша интервенција, а сепак се китат со туѓи перја. Дали ќе учествуваме и дали ќе гласаме конечно на пленарната седница за буџетот, останува секако да се договориме и секако и за тоа ќе бидете известени. Благодарам.